Градоначалникот на општина Бутел Дарко Постовски информираше дека се асфалтирани и реконструирани улици во населеното место Љубанци. Првиот човек на Бутел во објава на социјалните мрежи посочи дека наскоро ќе започнат со реконструкција и на останатите улици во ова населено место. Костовски информираше дека градежната офанзива се одвива со силна динамика, додаде дека продолжуваат и во останатите населени места кои што се опфатени со големата градежна офанзива. Асфалтираме и реконструираме 70 улици, вложуваме 150 милиони динари, додаде градоначалникот на Бутел. Ветеното го реализираме пуштен во употреба системот за фекална канализација во местноста Плац. Со реализација на овој проект, конечно, после долг период, жителите од влезот на Илинден ќе добијат систем за фекална канализација, со што ќе се реши нивниот голем проблем со постојаните поплавување на нивните дворови и објекти, информираше денеска преку социјалните мрежи градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски. Тој истакна дека поради комплексноста на проектот, поради тоа што е најниска точка во Илинден, извршено било и тестирање на системот пред целосното пуштање во употреба. Со градежните активности на терен се извела линија во вкупна должина од 3800 метри фекална канализација. Се изградиле и 2 препумпни уреди при што овој колекторски систем се споил со потисен цевковод, со веќе изградениот колекторски систем Илинден Марино во должина од 5 километри. Првиот човек на Илинден додава дека со фекална канализација се опфатени дел од улицата 2, улица 4, дел од улицата 6, како и улиците 26, 28 и 30, и дека дополнително се остава простор во наредниот период да се догради останатиот дел од фекалната канализација. Фекалната канализација и препумпните уреди се предадоа во употреба на јавното комунално претпријатие Водовод Илинден, кој во наредниот период ќе врши приклучоци за домаќинствата на системот, посочи Георгиевски. По викенд базарот и богатата детска, баскет, забавно, музичка и фолклорна програма, минатиот продолжен викенд, годинешното културно лето 2025 во општина Ѓурче Петров продолжува и за време на следните септемвриски денови. Овој пат програмата уште побогата и поразновидна, распоредена во 4 дена, најавуваат организаторите. Првите 3 дена, започнувајќи од четврток на 11 септември, па се до сабота 13, ќе бидат посветени на првото урбано издание на фестивалот Еволуција на сонот, кој ќе се одвива во Централниот парк на Ѓурче Петров. Програмата на фестивалот е распоредена во 3 дена. Во четврток на 11 септември и неговото отворање во 20 часот. Истиот ќе започне во соработка со уметничкото движење Паломарт од Неапол. Ќе настапат уметници и музичари од Португалија, Бразил и Италија, со лајв аудиовизуелни перформанси, концерти, диџеј сетови, уметнички инсталации и мурална уметност. Следниот ден, петок или 12 септември, е насловен Урбана култура и млади. Ден посветен на слободата на изразување преку музика, танц и визуелна уметност. Ќе има перкусионистичка работилница со бразилски уметник, лајв графити, перформанси и диџеј сетови. Атмосферата ќе биде збогатена со урбани активности и спортски напревари, велат организаторите. Во сабота на 13 септември програмата е наречена Фузија. Завршниот ден ќе донесе концерти на Джуни Пијан Славеј, кои ќе ни ја пренесат свежината на еден нов музичко-поетски формат, што носи поразличен звук на македонската сцена. И последниот ден од предстојниот викенд или недела на 14 септември е посветен за најмладите. Имено 19:30 часот. За најмладите ќе следува летното кино во Ѓурче, со филмска проекција на 2 анимирани филма од авантурите на Биби и Боби, Пролетна магија и Волшебната шума. Денес на покана на Црвениот крст на град Скопје, кандидатот за градоначалник на Скопје и актуелен градоначалник на општина Киселавода Орце Ѓоргиевски оствари средба со генералниот секретар на Црвениот крст на Македонија, господин Саид Саити, секретарот на Црвениот крст на град Скопје, господја Сузана Тунева Пауновска, како и стручната служба на организацијата. На средбата беше разговарано за една соработка и заеднички проекти во интерес на граѓаните. Ѓоргиевски истакна дека Црвениот крст на Скопје е символ на човечноста, солидарноста и пожртвуваноста. За секој волонтер стои приказ на семејство на кое е помогнато, старо лице кое е добило грижа или човек чиј живот бил спасен.
Токму тие приказни, вели Георгиевски, представуваат темел врз кој ќе се гради идната посилна соработка со градот. Тој се уврза дека градот Скопје ќе биде силен партнер и сериозна подршка на оваа хумана мисија преку следните конкретни чекори: зголемување на бројот на дневни центри, обезбедување на 50% повисоко финансирање за ангажирање на помагатели за деца со интелектуална попреченост и возрастни лица, дополнителна поддршка за пунктот за бездомници, обновување на поддршката за тимот за итна реакција при катастрофи, поведување на итно копче на целата територија на град Скопје, со набавка на 200 нови уреди, како и развој на нови иновативни проекти за подобрување на благосостојбата на граѓаните. Под мотото "Спортот како национален идентитет и визија за иднината", денеска во Скопје беше отворен регионалниот спортски самит Скопје 2025, што се одржува под покровителство на Министерството за спорт на Република Македонија. Самитот ја представува Македонија како центар на регионалната спортска соработка, место каде спортот ја покажува својата најголема сила, да ги обединува луѓето, државите и културите. Овој самит не е само формален настан, туку платформа за заеднички визии, размена на искуства и градење на нови партнерства. Верувам дека преку регионалната соработка и поддршката од институциите, спортот ќе биде двигател на здраво, современо и просперитетно општество, порача министерот за спорт Борко Ристовски во воведното обраќање. На свеченото отворање поздравно обраќање имаше вице-премиерот во владата и министер за транспорт и врски Александар Николовски, која истакна важноста на спортот како двигател на општествените и економските процеси. Николовски најави уште поголеми инвестиции во спортската инфраструктура во целата држава. Присутните беа инспирирани од мотивацијската приказна на легендата на македонскиот фудбал Гуран Пандев, која сподели својата лична спортска патека и ја нагласи улогата на спортот во градењето карактер и заедништво. На денешниот спортски самит Скопје 2025 ќе се одржат 9 панели на повеќе теми од областа на спортот, на кои дискутираат представници на спортски федерации и клубови, истакнати представници на институции, медиуми, приватни компании, спонзори, тренери со заедничка мисија да се истакне улогата на спортот во современото општество, размената на искуствата и поттикот на регионалната соработка во спортската сфера. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу сни. Вечно